Во Битола се одбележа 74 годишнината од Холокаустот на 7144 македонски евреи, кои ноќта помеѓу 10 и 11 март 1943 година биле истерани од своите домови за потоа да бидат депортирани и убиени во логорот на смртта Треблинка. Делегација на Република Израел, заедно со представници од локалната самоуправа, положија свежо цвеќе на споменикот во чест на евреите, кој е поставен пред здравствениот дом во Битола. И таа поддршка и соработка ја чувствуваме насекаде, во секој проект, во секоја работа што ја правиме. Но најмногу од се е тоа што почита и сеќавањето на битолските евреи, на таа заедница, овде е нормално присутно. Земја која што го почитува своето минато е земја со која што ние сме почестени да соработуваме и да работиме заедно. Пораката која што ја пренесуваме е дека сите заедно соработуваме за да се сеќаваме, за да ја ги научиме следните генерации на едноставната порака. Никогаш повеќе. Во изминатиот период беше поднесена иницијатива за преименување на здравствениот дом во Битола, кој би го носел името на доктор Хаим Абраванел, кој во Битола работеше како доктор, кога се уште здравствениот дом не бил ниту изграден. Тој е доктор, специјалист, интернист, евреин, кој што работел во битолската околија и во Битола, пружал здравствена заштита. Прв доктор, специјалист, интернист, дури вршел и домашни посети. И истиот до 63 година работел, понатаму се преселил во Израел и таму животот го поминал. На денешната церемонија присуствуваше и Шели Леви, единствен потомок на доктор Абраванел, која зборуваше за нејзиниот дедо и за неговата работа тука во Битола. Доктор Хаим Абраванел беше поставен тука од 46 година па до 63-та кога беше земјотресот и тогаш отидовме во Израел. Тој беше шеф на интерната клиника и се сеќавам јас као дете колку беше лекар од луѓе. Се правеше, ги примаше, збореше, ги лекуваше, многу со хуманост голема и многу сакаше својата професија и беше многу, доколку можам да кажам као дете, беше професионалец. На 11 март 1943 година 3351 евреи од Битола беа депортирани во Треблинка, од каде ниту еден од нив не се врати во својот роден крај.